За Хелсинскиот комитет изненадува фактот дека за случајот дознаваме 6 месеци откако тој се случил, односно при пресконференцијата на Народниот правобранител за годишниот извештај за Националниот превентивен механизам. Една од улогите кои што Народниот правобранител треба да ги има е да биде транспарентен, односно да ја информира навремено јавноста за она што ќе го констатира, особено кога станува збор за една ваква ранлива група, какво што е детето кое што било пренајдено во специјалниот завод во Бања Банско. За мене исто така представува изненадувачки факт дека досега е побарано само да се изврши инспекцијски надзор од страна на Министерството за труд и социјална политика, кој што е орган надлежен да врши надзор над овие институции, а при тоа не е побарана кривична одговорност, иако случајот има елементи на кривично дело. Зборуваме за дете, зборуваме за ранлива категорија и сметам дека одговорноста не треба и не сме да биде само кон одговорните лица во специјалниот завод Бања Банско, бидејќи Центарот за социјална работа е исто така орган кој што треба и мора да се грижи за интересите на децата, особено кога станува збор за деца од ранлива група, зборуваме за дете чии што слух и говор е во потполност оштетен.